Започна уривањето на дивоградбата која никна на местото на кафулето фонтана кај трговскиот центар Мавровка. Со градежна механизација и присуство на полицијата уривањето е во тек. Со закана за тужби пред домашните судови и пред судот за човекови права во Страсбур се јави инвеститорот на градбата Мевљудина Лити од Скопје. Мери Ѓорѓиевска е на терен. Мери, кои се последните информации од таму, што се случува во моментов? Уривањето започна од утринава. Така е, Бојана, како што напомена и ти, со градежна механизација, со полиција, овде на пред трговскиот центар Мавровка започна уривањето на објектот кој што беше во центарот на вниманието изминативе месеци. По неколку месеци играње на криенка и барканица, конечно, како што веќе напоменав, започна уривањето на објектот овде, но собственикот на објектот, кој што беше мистериозен и никој не знаеше кој е, конечно собра храброст и се обрати и да изјава пред медиумите. Мистериозниот собственик Мевљудина Лити, чие име меѓу првите медиуми го објави и Алфа денеска овде пред неговиот објект кој што, како што велате, дивоградба и почнува да се гради, истакна дека се било чисто и дека се што правел он било со дозвола, но сепак е оштетен и планира да ја бара својата правда на повисоки инстанции и ќе ја тужи државата. Сепак, покрај изјавите кои што ги даде Лити дека се е чисто и дека се е легално, беше веднаш демантиран дури и од градоначалникот Чилегов, кој што вели дека не се платени никакви комунали. Лити пред медиумите соопшти дека објектот би бил во висина која што е дозволена. Но од снимките кои се гледаат, големите арматурни зидови потсетуваат како да е планиран уште еден кат, но како што веќе кажав, мистериозниот собственик кој што не се знаеше која, иако дел од медиумите го објавија, меѓу кои беше телевизија Алфа, вели дека е оштетен. Тој овде денеска со неговите двајца адвокати рече дека ќе ја бара правдата, па предлагам да слушнеме неговата изјава. Еве ревизија на проектот со дата со све 26.2020, а ја почнав на 25.2020. Еве ја датата, еве све. Све знаеле, значи по еден портал. Градоначалникот најавил дека иде све окей. Алфа телевизија го имаше тоа, покажано уште првиот ден кога дојде. Ја не сакав да излегувам пред камери, зашто ова е приватна ова парцела. Не сакам да се занимавам со вестници. Затоа што еве сега дојде денот, најави вчера у 11:30 на вестниците да дојдат пред мојот објект, овие од 10 часот почна да ми го рушат. Нека руши државата како што е научена да руши секогаш. Да ми ги остави вработените без љеп, мојата фамилија без љеп и тоа е тоа. Кој има право тука ќе добие? Ако треба и во Страсбур ќе одам, да знаем. Така ја слушнавме дел од изјавата на мистериозниот собственик на овој објект позади мене кој што денеска започна со уривање. Инаку пред неколку дена СВР Скопје поднесе кривична пријава до јавното обвинителство против Лити заради постоење на основно сомневање дека извршил кривично дело бесправно градење. Претходно беше отворена и предистражна постапка против непознат сторител, бидејќи институциите не знаеле кој гради без соодветна дозвола, а наспроти ова Лити вели дека сите знаеле кој е тој и дека тој редовно се пријавувал и си ги вркал оние работи кои што се потребни за легализација на овој објект. Сепак владата ги замеша прстите во уривањето на дивоградбата која се издигна во центарот на главниот град. Јавното претпријатие за патишта доби задолжение да ја урне дивоградбата пред Мавровка. Уривањето го извршува од сопствени средства, а потоа ќе бидат тие наплатени од општина Чаир. Со ова автоматски пропаѓа и третиот тендер на општина Чаир за пријавување на градежни фирми за уривање на бесправно изградените објекти во општината за неверојатни 2 милиони денари, откако првите два пропаднаа бидејќи никој не се пријави за да ја сруши оваа дивоградба овде, за која што мистериозниот собственик Лити вели дека е легална, а е демантиран и од локалните власти, меѓутоа и на социјалните мрежи може да се забележи дека буквално вријат откако беше објавено дека овде во центарот на Скопје се гради објект кој нема никаква дозвола, а е гломазен и доста голема. Претходно на негово место беше кафичот Фонтана кој беше близко овде до факултетите, но тој беше запален и сепак некако јавноста си ги поврзува овие две работи, меѓутоа за повеќе
информации со повеќе детали веќе во наредното информативно издание во 17:30 часот студио. Мери, ти благодарам за ова вклучување и за сите детали.